Никола нас дало собракјајка пред точно веќе 7 години направи. Како солзач беше. И имаше повреда на главата, крварење у мозок. Месец дена беше во вештачка кома. Значи го успеваа да се повлече крварењето. После почна да се буде, ама недоволно. Он се до еден степен разбуди, ама понатака. И после тоа 50 дена го држа, нели го карал, после во Штип, у клинички беше таму. Јас бех со него исто таму си го гледа. От таму беме еден месец у Свети Разно, во Охрид. Ама пред да не испуштат, значи доктор убаво не ни објасни што треба за детето, дека му треба аспирација, дека му треба многу работи. Исто и таму во Охрид не го аспирираа. На време не му се беше отворило трахеотомата, па добија стеноса на душник. Ајде повторно, пак укара. Тука веќе за тие 20 дена беше повторно, детето се тотално уништи. Ги добија контрактурите. Услабна, стана, што да кажем, да можем јас само да го подигнам. Толку. Значи, а говорот од што го има изгубено? Па говорот, ваѓа од повреда на главата. Центрите само се повредени. Воопшто не си имам. Да, нема. Оно до душа да се затвори трахеотомот, он пушта глас. Може. Значи, функционира гласовно. Како изгледа едно секојдневие ваше? Значи, секојдневието ми е од ова соба. Спањето, и легнувањето, и преку ноќта спиењето и така. Да, значи, деноноќ 24 сата, мене ми е од ова соба до кујна. Од тие гасови. Станаме, почнеме со доручок. И тоа купуваме специјална храна. Летне душичко. Значи специјална медицинска храна ја купуваме. Ја има во повеќе врсти присубини, а сега сме на Нутриком. Што една флашина кошта 280 динари. Сабајле и вечерта тоа му е обркот, а ручокот блендирано, нешто месо, тоа. Значи сме да јаде само течна храна. Да, блендирано. Да. Оно може да голта, може, ама не можеш доволно да го нахранеш ти. Колку можеш ти со лъжичка? Он може да голтне, ама не може доволно да ја прими храната што му е потребна. Исто и вода. И се е преку сондата. Ми спомнавте дека бевте веќе на некој третман со матични клетки. Да. Така? Да. И има некој резултат од тоа? Па има. Има, значи Никола од матични клетки многу посвеж. Се усеќа и поглед побистар. Тоа во Русија, така? Да. Значи, првиот пат беме веќе до летото ќе направи 2 години. На првиот пат беме 2 месеци таму. Цели 2 месеци анализи се направија од А до Ш. И стои му направија клетките, а клетките од само себе. Ја зимат крвта, пречистуват и не ја враќат некоја. Да, прочистат, ја враќат и најздравите клетки ги одвојуват и ги прават у ампули. И таму они ги чуват, ги замрзнуват и на секој дене по 2 дози клетки примат. И со тоа и имат многу добри вежби. Вежби имат, тука ги нема тие. Дека сме биле, кој да дојдел до тие вежби, никој не ги прави тука. И тоа е сега, значи беме веќе 4 пати, са 5 третманија, требаше да се оди у март, ама не успијам да соберам средствата. Уште колку пари? Значи, пари уште 4000 евра за сегашниот третман. Со тоа што многу нас не кошта авион. Патува у Стречер, лежишка положба, нели? 8000 евра ни е само во авионот. И у болницата е 8. Со тоа што успејаме се договориме со болницата да одеме на 3 дози. Значи, фактички 2 пати ако одам
по 3 дози ќе зашпараме едно деня од авион. И затова се одлучиме сега следното од мен ќе биде со 3 дози на 18 дена, за да може да зашпараме од авион. Тоа. А пари собирате само вака преку Со донации. Со донации, да, има фондот не покрива ништо. Фондот не. Пробаваме со конзилиарно добијање, успејаме да добиеме конзилиарно одбијање. Со тоа дека не ги признаваат матични клетки, дека немало медицински доказ дека ќе се лечи со тоа. Таков одговор имате фондот. Да. Значи А вие фактички гледате дека има подобрување. Ние имаме, ама не ги признава. Значи државата, фондот не ги признава. А има многу деца што одат. Јас од Македонија знам едно 7-8 деца што одат веќе таму. И се осеќа разлика. Значи тој процес на лекување е подолг, не може ти од 2-3 пати да одеш и да усетиш разлика. Значи ти треба сепак повеќе време. Значи тој организам, тие клетки да се обноват, требат време. И тоа е. Па има, лани имаме од Австралија една хуманитарна организација црква, ни плати еден цел третман. Едно 7.000 евра, ние плати они. А другото, се сме за донации. А сте пробале као овие големите фирми, богатите фирми, кои даваат донации, нели, за тоа што се... Директно не сме се обратиле, така, преку социјалните мрежи, ама слабо донират фирмите. Многу слабо. Мислите дека со тие матичните клетки ќе оди кон подобро, може да зборува веќе да почнува да се движи и така. Па има таму, значи директорот што е, он обеќет многу. Значи вика, он не е роден таков. Да. Значи има разлика од родено и истекнато. Да. И затоа века со тек на време клетките ќе се колку обновуваат, он ќе биде се подобар не. Ама за тоа треба и време. А и пари. Треба многу средства. И сега како ќе ги собираме, како ќе успеваме, така и ќе одим. Оно е поубаво, нели редовно кога ќе се ги прима, и резултатот ќе биде подобар. Ама сепак финансите одлучуваат. Тоа е. Друго нешто сакате да кажете? Друго шо? Апел до хуманите луѓе, кој колку може, нека помагат. Едино ги има, да. Има телефони, сметкашта. Тоа е. Ке се бореме. Тој биде некоја русинка таму во Русија? А? Да. Некоја од тие сестричките, некоја? Да. Кажи, мамо, ти се убави многу? Да. Убави се. И тоа е. Нашиот живот останува само да се бориме, да се надеваме на по-добро. И тоа е.